талаат. Караваните одат. Клише. Нема време кога да се видиш. Сите се обврсни. Излетена фраза. Крупчиња сапуници во тебе коцки. Полумовет. Уморни насмевки. Па поминете со децата. Лага. Лага, лага. Ситни трачеви и ефтини недърства. На смартфон. Именно. Конструктивно. Легитимно. Опција. Конекция. Платформа. Ангажман. Суптилно. Ентертеймент. Маркет. Глобал. Шопинг мол. Бренд. Политички систем. Власт и опозиция. We all live in America. Ниските страсти. Малите души. Ситните сплети. Се е тоа врво. Задржите си ги за вас. Но што е со нас? Кој сака? I want to ride my bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like. C'est black, c'est white, c'est black, c'est white, c'est sharp, c'est him and George was living my scene and I don't like Star Wars. C'est black. Това е истина. Токму така. Ме прашај судијата. А јас нема вака како сега вам. Не знам зашто краде, повите пајка. И признам, што да, многу краде бе. Се враќам навечер така од град и кога во дворот, покрај градата, велосипед. Не може да не го земам, повите пајка. Еднаш украдов така, едно ни го засолнет ми го по градата, тоа ме дули. Тој никогаш не доаѓа кај градата и велосипедот ми беше безбеден. Најбезбеден. Долго го пренесов. Секој ден си одам го треба за зајаците. Ке го напълнам рекичето, па ке напикам и некој дел од велосипедот. Утре друг. Најпосле го нарамив скелетот од велосипедот и тргната го продава. Будала јас. Сите гледаат, јас го продам за 20 банки. Ке ефтино? Да, Сигурно. Ама не можам да се ценкам. Немам време. И ме пријави. Дојде полиција. Де даму, де таму, се качија на таба. А горе не прашува. Цела работилница. Тука јас ги засомнува велосипедите, па мама и тато кој ќе одидат, и јас вадам, ги сечам броевите. Сакам да монтирам собствени велосипеди без броеви. А полицијата ме прашува, каде бе ти толку велосипеди? Како пченка да се сечаш? И гледам јас да ти нема тртена, те и си признат. Како не бивало која си поградам толку многу велосипеди, бе? ти ли бе? И тоа што ми рекла товари го, тоа и одиме во општина. Јас натоварив се, припоклив и тргнав. Селаните да не гледаат што го се. Ама селаните, ерба, ги видат полицајците околу мене и точно знаат. После сите дојдаа пред местната седница и си ги бараа своите велосипеди назад. И некој напред воопшто не се ми украл. Велат, тоа е мој дел од скелетот, убаво го познам. Овде малку е стругнат. Абе, стругнати ти давам јас. Ама тие мене не ми даваат да се давам. Трябваше да ги затапаш. Многу бе. Откако избра се што сака, пак ги вратија во куќа. И оној полицајецот ми вели, товари го тоа и одиме во полиција. Јас натоварив се, ја потерав количката. Се сам. Имаш 100 кила разни дела. Оној полицајецот што беше многу вообразен, ништо не сака. А јас го молам, кој ти си човек, помогни малку. Ке си искилавам вака сам. А тој само ми вели, молк, искилави се. И Боже ми ме теши.
Щом не си се изкилавил кога си крадал, неке си се изкилавиш ни сега. Ко Боже, јас така крадем, бе. Одеднаш. Ама тој мене не ми дозвола да му објасна. И што ќе прави? Самиот се тур. Оти ви велам, сето тоа ме праша и судија. А јас не му вака. Како сега вака? Не знам зошто краде, путе пајка. Што ти се? Да, да, Мајка ми не ја сакам. Отворено и велам дека ја мразам, И уште полошо. дека е курва, клошарка, алкохоличарка. Знаете, жално е што го билам тоа. Но вистина, Дома доведува непознати маж. Пијат, се коцка, се што прават. не можам да се пожалам. Кон мене се добри. Никој не ме забава. Тај не е некаква мајка. Ме препуштила на улицата веднаш кога сум се родила. А потоа, кога се појави татко ми, ме призна за ќерка. Тој многу греш. Сега веќе не пие. Се разведува. А впрочем, никогаш и не беа венчани. После, таа бареше издржа. Божам за мене. А тој вели, Не давам! Ке те тужам, тоа не е моје дете. ајде докажи вели да. И отидовме сите тројца во завод за крв. После тоа велат, Милја не ти е тато. Ја прашав мама, како тоа Миле не би е татко? Откаде да знам при толкумина? Вели мајка. Тој ми изгледаше ке ми беше полесно. Секогаш се лути кога ја прашам кој ми е татко. И секогаш вели не знам. Пред 2 дена беше овде, во прифатилиштето да ме посети. Вели, сакала да ме годземе през зимето, за да не ја срамам. Не, јас не знам дали е тоа можно. Што ќе правам јас без презиме? Затоа сакам да појдам до Миле. Не знам дали тој ќе ми го даде своето презиме. Што му била дека ми е никој ништо. Како да е најважна крвната група. Сум чула дека може точно да се утврди кој ти е татко само до 5-та година. А тие крвни групи, тоа воопшто не е сигурно. Може би мене ми ја смениле крв, уште во домот за Берлин. А може би татко ми имал несреќа, па и нему му ја смениле крвта. А и Миле, ако не сека да ми го даде своето презиме, не знам каде да го барам. Кога мојот вистински татко, мајка ми не го зна. Може би Миле сепак ми е татко? Ова е Стефан. Waiting for you, for I'm broke
рака не ми пода. Отидов кај неговата сестра. Но таа ми рече дека само знае оти се од Шведска, но дека адресата некаде е зафрлила. Ми каже дека тато минајата татко е дошол на одмор во Скопје и дека тука бил цел месец. Се лутеше, што не сум дошол да го видам. А јас лани цел август бе во болница. Може ти да проверите ако се. Татко ми не каже за мене. Потоа, појдов и кај баба ми. И мама дојде со мене. Но не влез. И баба ми се лутеше. Затоа што не сум го посетил татко ми. Што не сум бил кај неа. Ми даде само 10 денари за слава. А адресата? Адресата не ја дава. Затоа што татко ми се преселил и си има среќен брак. Вели, ако ти ја дадам адресата, сигурно ќе им пишеш, па можеш и бракот да им го растоиш. Одвај слегов по скалите. Патот, мама и јас заедно плачев. Но тоа беше за последен пат што плачев. Coming down this time. There's a place where lovers go to cry their troubles away, and they call it Lonesome Town, where the broken Мајка ми ме излажа. Рече дека ќе ме води за Германија. Последниот ден се надева. Еден ден се подготвивме и јас се спакував. Тогаш дедо ме испрати по такси. Јас го избрав најубавото. Одвај го натера возачот. Кога стигнавме, мајка ми и сестра ми веќе беа пред врата. Моите предмети ги заборавале и јас отрчав да ги земам. Да се вратим. Нема никој. Само дедо плаче пред куќа. А јас си мислев дека тој нема солзи. You can buy a dream or two to last you all through the years, and the only problem Waiting
ми одеше на работа. А мама вмеяна. А јас останував сама. И не можех ни да спија. Вербат ми рахитични. Мајка ми отида некаде. И никогаш повеќе не се врати. Тогаш татко ми се ожени за Ружа. Кога ме виде таа, веднаш ме однесе в болница. Тетка Ружа доаѓаше да ме посети, а татко не, бидејќи секогаш беше на должност кога беа посети. Кога требаше да ме пушта, дојде Марија, ме одведе дома. Татушко од порано се знаеше со мене. Кога ќе не беше благан, го пожаруваа. Таа негова Марија беше германка и на разни начини ме малтретираше за да побегнам од дома. Одведа до прифатилиште. А оттаму до дома. Тука бев 2,5 години. Потоа татко ми замина за Германија. Не беше веќе пожарникар, туку кондуктор. Тогаш мене ме набркаа од домот, зашто сум била невоспитана и секогаш сум бегала. Кога ме стера, јас идов дом. А таму немаше никој. Само некои луѓе. Тетка Веса го продала станот, па и таа заминала за Германија. Јас немав каде да одам. Се пријавив во полиција. Ме доведа овде. Тука сум се досега. Изгледа кај за Германија. И пак во дом. Без. А јас не сакам да одам никаде. Не сакам ни овде да останам. Не сакам. Јас пак ќе поведам. Таа ми рече дека никогаш нема да ме бара ако се за мене. И дека уште ќе ме даде во дом. Си игравме кончиња и брат. Оно е најмалиот, Златко. И банда драме. Ме внесе внатри ме брета. Нервозна жена. Он некогаш полуди. Особено кога се врати од работа. Рече дека веќе никогаш нема да ме бара ако се за мене. Не сакам да ме водите кај мене. Јас сите не ги сакам.
Но не сакам таму. Татко ми Татко ми пред 2 години ме напушта. Си за мене. Со друга жена. Многу пиеш. Не требаше со што ќе стигнеш. Не малаше кај ќе стигнеш. Мама купи ваза. Работи кутрата за таа ваза. А тој се прши. Мене ми купи саат, Божем за роден. Потоа ми го зеде и го продаде за рахи. Не ми беше жалко да се оди. А ни сега не ми е жалко. Зошто да го сакам? Тој не сакаше нас. За празниците? За празниците никогаш не беше дома. Немојте да ме водите дома. Јас тајна си не сакам. Таа ми рече дека веќе никогаш нема да ме бара ако се за мене. Мене ми е добро дека што сум. Кога ми истепа и кога ми рече оди каде што знаеш, ни солза не пусти. Веднаш за мене. А таа не ми рече да се врати. Се качих на еден воз и некаде стигна. Потоа седнавме на клупа и си мислевме брака. Јас сите не ги сакам. И не ја сакам. Но не сакам да ме водите кај мене. После тоа се качихме на товарен воз. Бев многу гладен. Не умев ништо да украдам. А не можев ни да просам. Јадов. Реп. Насне. Мислев дека е посладка, но бев многу гладен. Не мислите веројатно дека се ова мене ми е пријатно. Сите машки си исти. Гледаат само да го симнат мракот од очите. А јас, кога ќе помислам на мојот сексуален живот, ми доаѓа да се убијам. И сето тоа моја налудничава година ми го направи. А еднаш, посакав и да се убијам. Па ги голтнав сите апчиња што ги најдов дома. Ми требаше цел литар вода за сите да ги испијам. И ништо. Ме одведаа кај лекарот они од општината.
тој таму се што ме прашуваше. Како спијам? Дали сонувам машки? Дали можам без она? Се што. Но не знам зошто е без обзира. Ми даде некакви црвени апчиња, но некаде сум ги загубила. А мене, ни лекар не ми помага. White lips, pale face, breathing in snowflakes, burnt lungs, sour taste. Lights gone, days end, struggling to pay rent, long nights, strange men. Јас не можам ова да зборам. Така сум се родил. Затоа и повторно. Сестра ми оди во трето одделение. Повторуваше само едно. Но децата и не ја задева. Таа се научува. Но училиште толку ја задева, што се ќе се заборави. Мама не работи ништо. Од глава. Јас сам и собирам така по 30 банки. Мама имаше маш. Но тој се ожени за друга жена. Си за мен. Еднаш ни дојде на гости. Ама еде. Ние имаме куќа, но толку е трошна, што скоро ќе падне и многу е нечист. Иста како таа. Има и една круша пред куќа. Понекогаш раѓа, понекогаш не. Ако роди, кажи пак. Кој? Кажи пак. Кажи кој. Ако роди, сета и ја крадат. Пади се морко. Нема кој да ја чува. И јас и ја чувам. Но тие се поголеми од мене и сите ми се смеат. Тоа е. Има и за него добиваме 50 банки за процент. Сакам да ме дадете водом. Еј, од сега чекај. Чекај, брат. Не бара да таму и да бара да става. Stuck in her daydream, been this way since 18, but lately her face seems slowly sinking, wasting, crumbling like Ајде.
Dobив температуру. А майка ми само плачеш. И кинеше некаква блуза за отрови се рани. Вели, така прави болница. А мене ми е жал што плаче. Па бела, не се грижи, мама. Нема да умрам сигурно. А таа уште после. И кога одеднаш влезе татко, си одпија. А мама од незнање погледна во саата. Татко ми почна да вика. Што гледаш во саата? Мајка ти гледа. А таа вели. Ништо. Гледам само дали е време. На детето да му дадам лет. Многу ни е болно. И не знам што му стана на тато. Седна кај масата и почна да плаче. А потоа клекна до мене крај кревет. И уште долго плачеш. А потом јас заспа. И тате вели дека температурата ми спаднала. И сутрина сите заедно пиевме љубов чај. Тоа беше моето најсреќно доживување. Вчера трябваше да се жени. Но не се ожени. Та негова артистка е много хубава. Но не се венча. Стигли в един куп, што имаше спремено за сватбата. И си отидов. Седов такси до морето. Целиот брег го пројдов и господски си поминав. Од еден странец купив чевли. Овие лапоти со шнир. И платив кој знае колку. Прекрасни се. Нема врска што нема чорап. Мрзи дека пера. Ништо не научи пера. Кога веќе сака да се мажи за него, нека ми биде мене мајка. Да готви, да пере, да крчка нешто на шпорето. Јас и тој одсекуваш бевме самци. Него органски не го поднесам. Татко ми, пари има како калам, улава не пожени. Секогаш го молзам. А оваа пак сосема го збуда. Јас имам разум. Зашто секогаш сум осамен кога дојде со него. Последам му се светам и допам гумите и распарчам нешто. Не за се уште не сме се одмазли, но размислувам за тоа. Ако ја сретнам на улица, ќе фрлам јогурт. Те и потече по оној незинен фустан.
draw you daffodils on a pretty string. Мене ме најдо на шините. Пред една локомотива. На левата страна на бар. И западно, која ќе се појде од Скопје. Се што можело да и судено стане. Зашто бркотницата долго трае. Полицајецот од возот не знал кутрен што да прави со мене. Сигурно не смел само така да ме тргне од чините за возот да помине. Не може така. Тој прашува, ке сака ли некој да го зема ова дете? Па не сакал никој. А возот и понатаму стоел среде полето велат. И така, сите се вознемирани од страф. А потоа, некоја добра жена, фатила да ме зема. И на сите им олеснила. Зашто како што сум била малечка, секому би му било жал што се смеам. My tears stole another load on my teeth. As the snow flies on a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto. And his mama cries. Oh, if there's one thing she don't need, it's another without the food. Mama će skopati do lešnice, za da dobije izdrška za nas trojica. To odeš i spo. A трошиците брзо растају. Не можевме повеќе ни да позајмуваме. Некои добри луѓе од нашата зграда ја работеа мама. Така ги пратихме да одидат. Тогаш јас направив глупост. Нашата зграда е висока. Има многу деца. И сите сакаат да играат фудбал. Мама си дојде од работа наут. А тие фудбалот и право во вода. Јас ги молам. Тие ништо. Еден ден ја стапеше порак. Не вреди. Мора водеше трета смена. И тоа го закачев на влезната врата. Се насобраа децата и почнаа да ми се смеат. Еден висок, најмило што се смееше. Ме гледа, го откачи местото и ми вели, не си избревате фудбал. Ми треба за да го избреш. Тогаш буди. Прво поглед. А потоа не знам како. People, don't you understand? The child needs a hand. You're gonna be an angry young man. Си спомнувам. Бев в болница. Кај баба. Со тато. Беше пролет. А баба му вели на тато. Синко, зошто не ми донесеш едно кило јагнка? Да ги ставам крај перница. Да ме мириса. А мене ми е срам. И ги држам рацата в джеп. Зашто немам ни тоа да дам. Сад е целиот поцрвена, а баба уште му вели. Знаеше сам.
дека не можам да ја немам забав. Туку само да ги гледам, да ме мирисам, да се подсетам на нашиот овоштарник. Тогаш тато почна да вика, дека со тоа таму префрла. А баба се распла и му вели, не си, не ти префрла. И јас го продав за вие да живее тука и не се каам. Ама ето, вели, ми се свртало в глава нешто дека ќе оздрам ако мирисаат јаболка во перница. Ако не се од нашиот овоштарник, јаболка се јаболка. Ќе ти донесам 10 кил. Рече на уто на татко. И повеќе никогаш не отидов во болница. Right on the other side. Многу е гнасен животот на бегаец. И не е така интересен. Во едно лозе, најдовме една колева. За перење грози. Запали оган внатре. И си легна. Много се настра. А јас легнав и заспав. Сигурно отогнав. Кога во сонот, нешто ми смрди. Ми гора панталоните и чемперот на мене. Одва и се искаси. Полиција после се крести. Hi, Bobby. You wanna go for a ride? Jump in. Barbie, let's go, Barbie. Токму во тоа време имав првиот дечка. Имав само 8 години, Тинка. Но за Нисаќа тој имаше 14. Ни се не обидуваше, бидејќи бев мала. А јас му пишував писма, молев да ми одговори, но ништо. Се викаше Пиро. Запознав еден ѓока. Ми призна дека бил заљубен во некаа девојка, само била малку модерна, па се разочара. You're my doll, rock and roll, feel the light I'm a Myself, good time, I feel alive, and the world turns inside out.
цигари да ги потроши. Впрочем, не бяха мои другари. Аз си немам другари. Това са деца от улицата. Тие мене не ме сакаат и сакаат само моите пари. И също да ме сакаат, кога мене ни майка ми, ни татко ми не ме сакаат. Отидох до маркетас и знат бони, мастики, сладолед, чипс. И ги почест. Тогава изследва се отида. А не ми ни праша, защо често. Аз немах нека посебна причина. Не ми беше нероден. To the sky like a tiger, defying the laws of gravity. Еднаш ние троица одморувавме во куќата на еден генерал. Не е истина дека гасевме пушоци по килимите, како што пишуваа вестниците. Ја најдовме неговата парадна облека и чеки. Многу убаво ми стоја. Ме наговара да слечам, а јас за ништо на светот не знам. Така и ме фатија. Немам поим како почна да правам. Не знам ни како научам. Почнав и готово. Научам. Ме фаќа, ме казнува, ме носа во затвор.
ме убедува. Најстрашно ми се заканува со дом. Ама не. Јас навикнав и готово. Еднаш, на надпреварот Металург Вардар, јас многу убаво почнав. Ќе ја воглечам раката во џебот и готово. Паричникот кај мене. 2 паричника измолкнав, за да трепнеш. Застанувам до еден господин, докторанта во гроб, а во ракометот зардела како будала. Не ни трепнува. Застанувам до него и готово. Разбираш? 3 паричника. 3. Јас пресреќен. А тогаш падна гол. Во самото ќош. Кога ме грабна тој господин, треперев од страх. Се мислев готово е, разбираш? А тој почна да ме пакнува. И јас санав. Срцето почна да ми тупка како збудана. Мене, ни мајка ми, ни татко ми не напакнувале така. Сите 3 паричника ги фрли пред него и поведе. Не морате да ми верувате. Ама така беше. Јанко! Нека знаат добросите, најаки се, пиратите, пирати Скопје! Пирати Скопје! Пирати Скопје! Ќе плачам. Човек може да проаѓа покрај луѓето, а да не ги види. Ај тие да не го видат, да не го забележи неговото присуство. А такви ги има многу. И овие кои сакаат барем некој да ги види. Барем некој да ги почувствува. Јас отсекогаш го видлив. И сакав барем некој да ме види. Но луѓето не ја чувствуваат присутноста на среќа. Зашто мислат дека е најважно самите да се среќа. И ниту еден момент не помислуваат дека животот го минува својот пат. Затоа